Павловден. Павловден е голем христијански празник од летниот циклус, кој што е непроменлив празник и секогаш се паѓа на 13 јули по стариот календар. Овој ден е собор на 12 апостоли, односно вториот ден од завршувањето на Петровденскиот пост. Христијанските текстови одделуваат големо значење во пременувањето на апостол Павле во христијанската вера. Во Библијата се раскажува дека на пат кон Дамаск тој видел необична светлина од која тој ослепил и го слушнал гласот на Господ од небото кој му рекол: "Зошто ме прогонуваш? Јас сум Исус, кој што ти го прогонуваш." Тој настан бил пресврт во неговиот живот, прекрстувајќи се во Дамаск и станувајќи еден од најголемите проповедници на христијанството. Светиот апостол Павле, особено значаен за македонците. Своето прво патување надвор од Азија, тој го направил во Македонија. Тоа започнало во 51-та, а завршило во 54-та година. При своите патувања, апостолот Павле организирал нови христијански општини, а старите ги утврдувал во новата вера. Според тоа, се смета дека Македонија е вратата низ која христијанството влегло во Европа. Во Македонија тоа ги совладувало првите тешкотии, се судрувало со старите пагански обичаи и верувања. Тука се добиени и првите битки во походот на христијанството кон Европа и светот. Павловден жените го држат како празник повеќе од Петровден. Во некои места на овој ден не се работи за отпајаци, да не го каснат некого при полските работи, жетва, врзување снопови и слично. Се верува дека човек каснат од пајак на овој ден тешко ќе оздрави. Затоа овој ден е познат и како Пајаков ден. Во некои краишта, например во Гевгелиско, народот сметал дека Павле бил брат на Петар и дека на луѓето им правел разни добри дела. Народот велел Свети Петар бил богат и сербес, а Свети Павле сиромав, но добродушен. Се празнувало и поради град. Се сметало дека со празнување на овој ден местото ќе било заштитено од вртнежи град, а со самото тоа ќе биде сочуван и целиот годишен посев.